И по малите општини во државата работат на културна промоција на своите заедници и реализираат бројни настани со кои што секако се зближуваат граѓаните, но и се привлекуваат голем број на посетители. Уште еден разговор во студиото, овој пат со господинот Бошко Цветковски, градоначалник на општина Лозово. Добар ден и добре дојде и за вас. Ви благодарам на поканата, добар ден. Општина Лозово е препознатлива по својата традиција и културно наследство, но и по неколку традиционални манифестации. За нив токму ќе зборуваме во денешното издание на емисијата. Па кои настани би ги издвоиле како најзначајни за општината, кои што ги организирате како локална самоуправа? Токму така, општина Лозово организира голем број на настани, меѓутоа ќе ги издвоиме само неколку од нив во интерес на времето, а тоа е најпрвен настанот Свети Трифун, а потоа би ги споменал настанот Јусуф Деде, каде што имаме пеливански борби, понатаму би го споменал Овчеполски гроздобер, традиционалните ноќни турнири во мал фудбал и голем број на други настани, меѓу кои и настанот кој што се одржува веќе 3-4 години поред и се обидуваме да го направиме да биде традиционален, а од надпреварувачки карактер, тоа е по повод 11 октомври атлетската трка која што се одржува на територија на општина Лозово. Ќе кажеме повеќе детали за сите овие настани кои што ги наброивте, меѓутоа би сакала само на почетокот да споменаме каде ги реализирате овие настани, културни манифестации. Најголемиот дел од нив ги реализирате на отворено. Да, посебно кога се работи нелете за тој пролетен, летен и есенски период. Во моментот имаме изградено амфитеатар каде што се одржуваат овие настани. Истиот веќе имаме одржано 2 настани, односно пеливанските игри, настанот Јусуф Деде, кој што е традиционален, и настанот Овчеполски гроздобер. Да, рековме, овие настани се добри за културна промоција, нели, на самите општини, но и потврдување на локалниот идентитет. Таква е манифестацијата која што ја споменавте, прославата на Свети Трифун. Па, ајде според вас како прв човек на општината, што значи оваа манифестација за лозарите и за локалната заедница? Генерално, населението во општина Лозово се занимава со земјоделие, односно со лозарство и одгледување на житни култури. Практично со настанот Свети Трифун отпочнуваме со закројување на виновата лоза, односно на тој начин се обидуваме да направиме една дружба помеѓу лозарите, каде што ќе може да ги промовираат своите производи, односно виното и ракијата кои што доаѓаат од Овчеполскиот вински регион и кои што се многу атрактивни во моментот на пазарот, и воедно тој настан има и надпреварувачки карактер, каде што се бира најдобро бело вино, најдобро црвено вино и најдобра ракија која што доаѓа токму од овој вински регион. Ете, тоа е делот од онаа вистинска македонска традиција и потврда на културниот идентитет на едно поднебје, каде што се наоѓа, нели, општина Лозово, па така, нели, го организират и Овчеполскиот гроздобер во септември, период, нели, кога се бере виновата лоза, и би рекла дека тоа е празник и на трудот, но и на традицијата. Како се одвива оваа манифестација, колкав е интересот од посетителите? Па ако се земе во предвид фактот дека општина Лозово е една од најмалите општини, значи овие настани се посетени дупло, па можеби и тродупло од бројот на жители кои што го има општина Лозово. Тоа е и намерата, нели? Тоа е и намерата, да можеме да ја промовираме и нашите производи, односно нашето вино и нашето грозје да биде се поприсутно како на домашните, така и на странските трпези, и да можеме да си го испромовираме самиот регион. Овој настан се организира во 2 дена. Првиот ден гледаме да можеме да ја доловиме традицијата, односно да се игра македонско оро, да се пее македонска песна и да може да се види македонска, односно овчеполска носија. Така да вториот дел имаме
како од македонската естрада, така и од ексиу просторите, каде што може да дојдат, да слушнат и да видат и да разберат каде се наоѓа општина Лозово и можеби едно од најмалите општини да видат дека може да организира настани кои што... Еве гледаме од инсертите колку ова е најмала општина во земјава може да собере народ на едно место токму на ваквите настани и морам да истакнам дека и спортот е неизоставен дел при организирање на ваквите културни настани. Веќе четврта година општина Лозово организира атлетска трка маратон, го споменавте 11 октомври Лозово. Оваа традиционална трка би рекла дека е веќе препознатлив настан за Лозово. Колку учесници привлекува и каква е нејзината порака, што е многу важно? Со оглед на тоа што највозрастниот би рекол маратонец во Република Македонија, господинот Санде Стојановски, е по потекло од Лозово и тренира и ја промовира општината таму, се почна од една идеја и заврши со реализација, а веќе и со традиција, така да атлетската трка беше испланирано да се види местото каде што тренира највозрастниот маратонец кој што го имала Република Македонија некогаш и своевремено мислам дека беше и заштитно лице на Халкбанк. Она што е важно за нас беше да го испромовираме овој настан и со самото тоа што најдобриот македонски олимпиец Дарио Ивановски е присутен досега на секоја трка и победува на секоја трка е доказ за тоа дека сме организирале еден убав настан кој што има едни убави коментари и оваа година ќе биде ребрендиран по нашата жива легенда, односно ќе го носи името Санде Стојановски. И ете сосема оправдано постоење и на оваа наша емисија програма на Градови во живо, за да можеме повеќе да ги запознаеме гледачите и граѓаните на Македонија со сите општини во земјава и сето тоа што се случува, а можеби не сме знаеле колку активности во општина Лозово. Но ајде малку да позборуваме и за тоа што значи редовни активности на локалната самоуправа, инфраструктурни проекти, урбанизам и сето тоа што значи унапредување на животот за граѓаните во Лозово. Како што кажав и претходно, општина Лозово може би една од најмалите општини, меѓутоа може би една од ретките која што има целосно бесплатна градинка, која што има бесплатен оброк за децата од 1 до 5 оделение, бројни настани кои што се организираат, а во моментов се работи и на големи инфраструктурни проекти, меѓу кои ќе ги споменам два најсвежо, еден е локалниот патен правец Ѓуземелци Кнежје, а вториот е најголемиот парк, односно македонско знаме на 14.000 квадрати, кој што ќе биде видливо и од воздух. Значи, она што мене ме прави среќен е тоа што ги обединуваме луѓето, а тие се обединуваат на три начини. Едниот е спортот, другиот е културата и традицијата. Кога ќе ги вклопиме во едно, тогаш задоволството е обострано и силно. Споменавте на самиот почеток дека населението се занимава со земјоделие, кој што живее во општина Лозово. Образовниот процес, условите, до кој степен учат учениците во вашата општина, а потоа заминуваат во другите градови? Во моментов во Лозово имаме само основно образование, односно основно училиште на кое сум посебно горд и на целиот менаџерски тим и денес доаѓам од настан таму каде што се организираше една модна ревија направена од отпадни материјали, односно секој настан кој што е организиран носи некаква порака. Денешната беше да го намалиме отпадот и да покажеме дека можеме од отпад да направиме нешто убаво. Ова прашање беше вовед за следното прашање. Дали има доволно ученици во училиштето и дали младите кои што заминуваат да го заокружат своето образование во другите градови кон средно и високо образование се враќаат повторно во општината? Па генерално да, и генерално се одржува таа бројка на континуитет на луѓе кои што се запишуваат во основно училиште. Она што мене како градоначалник ме радува е тоа што успеваме да ја доближиме локалната самоуправа до граѓаните и да им бидеме од помош на сите граѓани. Односно, општината постојано во континуитет имаме бесплатни екскурзии, имаме бесплатни забави, имаме голем број на стипендии, како спортски, така за талентирани ученици, за социјално ранливи семејства, дали станува збор за средно, високо образование и слично. Гледаме на било кој начин да можеме да им ја олесниме финансиската
финансиската помош, да кажам, на што ја добиваат граѓаните од општина Лозово и да им го олесниме животот на граѓаните, да овозможиме подобри услови. Овде би споменал дека имаме во моментов најдобра и најубава, најсовремена библиотека, која што е со онлайн закажување на книги, а веќе од скоро планираме и истата да биде поврзана со Македонската национална библиотека, каде што ќе можат и онлайн да се земаат и да се читаат книги. Веќе втор мандат ви е овој како прв човек на општина Лозово. Кој е вашиот најголем предизвик кога станува збор за проекти кои што ги најавивте, а се во процес на реализација, и какво Лозово очекувате да видите во наредните години како општина која што ќе се развива? Лозово е едно од најмалите општини, но Лозово е место кое што е за сите нас свето и кое што го сакаме од срце. Значи, се она што сум сметал порано дека му недостига на Лозово, сакаме да го воведеме сега и да го направиме сега. Она што да го реализираме, урбана и модерна општина. Так. Значи, она што го реализираме, сакаме секое населено место да си го добие својот сјај. Да нема привилегирани населени места како што се правело порано, туку буквално секое населено место да се почувствува дека е дел од општината. И токму на тоа и работиме. Голем број на асфалтирани улици, би кажал дека општина Лозово во моментов има повеќе од 95% асфалтирани улици, дека има повеќе од 95% покриеност со канализациони системи за атмосферско одводнување и фекална канализациона мрежа, водоводни системи, буквално можеби една од носечките општини во Република Македонија по покриеност на овие работи. За крај на разговорот заокружуваме со онај што почетавме. Што ново граѓаните на Лозово може да очекуваат од културните настани и случувања во периодот што следува, особено летото кое што е пред нас? Освен овие што веќе ги напоменавме, оваа година сакаме општина Лозово да биде запишана со уште неколку културни настани. Еден од нив е Овчеполската жетва, која што планираме да ја реализираме во второто по големина населено место во општина Лозово, односно Дорфулија. И бидејќи најголемиот број на индивидуални земјоделци потекнуваат токму од ова населено место, и сакаме да направиме еден културен настан кој што ќе се одвива таму, дополнително да го збогатиме со промоција на медот кој што стана доста популарен после филмот Медена земја и нашата хероина Атидже, и сакаме да најавиме уште еден настан каде што ќе можеме преку Еразмус проект да направиме како еден саем на традиционални производи кои што се изработуваат во Лозово, а да бидат промовирани и од локалните градови околу нас. Навистина имате многу со што да се пофалите и многу што да реализирате во идниот период. Ви посакувам уште многу успех во иднина. Ви благодарам.